ангелари по молитвите на свети Јоаким Осоговски, Прохор Пчински, Гавриел Лесовски, свети Иларион Меглински, светата маченица Злата Меглинска по молитвите на светот великомаченик Георгија, учишто манастири служиме на светите праведни богоци Јоаким и Јани на сите свети, да не помилува и спаси како добар е човеколюби. Се отвори, зашто секој што сака добива и кој бара наоѓа, и на оној што чука ќе му се отвори, има ли меѓу вас човек кој ако му посака неговиот син лев, да му даде камен, и кога посака риба да му даде змија. И така, ако вие бидејќи лоши умеете да им давате на своите чеда добри дарови, колку повеќе вашиот Отец Небесен ќе им даде добра на оние што му бара. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Добро е да се слави Господ, да му се пее на Твоето име Севишни, да се објавува наутро Твојата милост и Твојата вистина во секоја ноќ. Святи Боже, свети крепки, све сметни, помилуј нас. Святи Боже, свети крепки, све сметни, помилуј нас. Святи Боже, свети крепки, све сметни, помилуј нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и присно веки веков. Амин. Пресвета Тројица, помилуј нас, Господи, очисти грехи наши, а далеко прости беззаконие наша. Святи посвети исцели немощи наши, име Твоего ради. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и присно веки веков. Амин. Како и мислат зло на својата татковина Македонија, прости ни, Господи, за нашите гревови и прегрешенија, за нашето несовесно и нечестно живење и работење. Смилувај ни се нам на Твоите чеда, кои повикуваме кон Тебе, испрати ни ја Твојата благодат, за да го искорени трњето на омразата и злобата од нашите срца, да ги изчисти нашите срца од секој грев, од секој сомнеш и неверие, поради кои доаѓаат многу страдања, неволји и несреќи врз нас и врз нашите идни поколенија. Дај ни, Господи, најпрво мир со Тебе, мир во срцата, мир во семејствата, мир во црквата и државата, и наместо богоборци и непријатели да станеме миротворци. Сопреги, Господи, злите намери од внатрешни и надворешни непријатели, колкот на злобата уништиво, та да никне и да израсне семето на верата, надежта и љубовта. Дај ни, Господи, ревноста, додека има верен народ, додека има кој да ги подига рацете на молитва кон Бога. Ниту еден нов Амалик да не победи над владе, зашто Твоја е власта и силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Синот и Светиот Дух. Драги браќа и сестри македонци, се собравме во овој свет манастир посветен на светот великомаченик Георгија, по втор пат да се помолиме за да Господ Бог ни ја зачува и ни ја сочува нашата мила Република Македонија. Амин. Имаме чест и задоволство со благослов на нашиот надлежен архиереј митрополитот Вардарски господин Агатангел, да и ние учествуваме во вашите дела, да и ние помогнеме со нашите молитви, за да Господ Бог го зачува и го сочува ова свето парче земја Република Македонија. Светите отци кажале сосема вистински зборови за тоа дека новомачениците и исповедниците се заштитници на татковината. Кога во големата ослободителна војна за татковината гинели војници, гинели цивилно население, тие го давале својот живот не само за земјата, за водата, за воздухот, за дрвјата, и не за фабриките и за мостовите кои што ги дале тие своите животи, бидејќи фабриките и мостовите со леснотија биле уривани и од страна на нашите војски, кои при повлекувањето, кога било потребно да се спречи ефикасно действување на непријателот.
Што е тогаш татковината? Татковината ја сваќале како некоја своја голема светиња, па поради тоа биле спремни и да го дадат животот за неа. Татковината ја воспримале најпрвен како место пронижено со споменот за роднините и предците, кои ја населувале низ вековите, и второ како место каде што создавале нација, а поточно и до толку подобро како нешто што му е својствено на овој народ, на полошото да не му се поклони и за полошото да не го даде животот. Животот се дава за доброто, а најдобро било тоа што живеело во срцата на заштитниците на нашата земја, дори и кај оние што не држеле во рацете оружје, туку на свој начин придонесувале за победата, знаејќи дека толку на ова место, покрај големите тешкоти, гонења на црквата и репресии, постои нешто возвишено и свето. Во срцата и убовите на луѓето имало некаква доминантна одредница поради која ја биле спремни и животот свој да го дадат. И бидејќи таа одредница не може да се допре, тоа значи дека му припаѓа не на материјалниот свет, туку на духовниот. Во контекст на современиот јазик ние често се обидуваме да го опишеме овој феномен како некаков систем на вредности. Овие зборови се секако недоволни, бидејќи за некаков вештачки систем на вредности никој не би го положил својот живот. Го полагале сепак за таа невидлива, недопирлива духовна сила, за духовната срцевина на човечкиот живот, кога при изговарањето на зборот татковина, на луѓето им течале солзи од очите при сите сваќања и за она што е во животот на татковината е толку тешко, па дури и безобразно. Во таа смисла, подвигот на оние кои загинале во војните за одбрана на татковината и подвигот на оние кои во мирно време загинаа за истата таа духовна срцевина на животот на нашиот народ се слеваат во едно. Тоа е еден заеднички подвиг и може би без едниот не би постоел ни другиот. Ако новомачениците и исповедниците се откажеа од својата вера во Христа, од црквата, ако тие застанаа во редот на молителите, тогаш може би ке народот не ќе имаше доволно духовна сила за да му се спротистави на непријателот. Затоа од религиозна гледна точка животот посветен за татковината, за самата таа духовна срцевина и подвиг за новомачениците се соединува во една голема жртва, принесена кон Бога за спасение на нашата татковина. Во едно Евангелие има зборови кои новоцрковниот човек тешко ги разбере. Моите овци го слушаат мојот глас, јас ги познавам. И тие одат по мене. Јас ќе им дадам живот вечен и никогаш нема да загинат. Јован 10 глава 27 и 28 стих. Скептиците, гледајќи ги страшните масовни гробници, можат да речат: а како може да биде тоа? Тргнаа овците кон гласот, а живот нема, погинаа. Оваа трагедија на човечката смрт, каде да се случи, од гледна точка на здравиот разум, не би можела да се свати надвор од пасхалната вест. Господ вели дека никој од оние на кои им е даден вечниот живот, ни една од овците кои го слушаат гласот негов и одат по него, нема да загине никогаш. Тоа значи дека смрт не постои. Тоа значи дека секој што оди по Бога стекнува бесмртност. На замислена бесмртност, изразена во поетските категории на обезбожените мисли, туку реална бесмртност, реален вечен живот. Тој действително постои и секој што го слуша гласот и оди во пастирот и Спасителот, го стекнува тој вечен живот. Воспротивно би биле апсолутно несватливи и илјадниците жртви на нашиот народ во големите војни и илјадниците невини православни христијански жртви кои застанаа во заштита на верата и во осперетата татковина. Сето тоа би било невозможно да се опфати со разумот. Ако од нашиот живот се исклучи пасхалното мерило,
тогаш се губи смислата, бидејќи е подложено на исмевање и распаѓање. Но безсмртноста, која Христос ни ја дава преку Неговото воскресение, апсолутно го менува координативниот систем, апсолутно го менува системот на животни одредници. Човекот живее вечно само тогаш кога оди по Бога. А што е со луѓето кои не го следат Бога, кои не живеат според Неговиот закон, кои прават зло? Што со тие стотици мъчители и джелати кои овде убивале потполно невини луѓе? Што со оние кои ги подпишувале страшните списоци на масовно стрелање? Што со оние кои започнуваат војна против нашата татковина, уништиле толку илјадници и илјадници животи? И тие ли се безсмртни? Непочитувани христијани. Тоа што ги чека после смртта не може да се нарече живот. Страшната, вечна мака, тоа не е живот. Нема живот таму после гробот за оние кои го погазиле Божиот закон, кои свесно се борат против него, кои соблазнуваат луѓе, кои се обидуваат да поведат со себе милиони да ги погубат и во овој живот и во животот на едниот век. Пасхалното Евангелие, прочитано во надгробницата на новомучениците и исповедниците, ни помага да ја сватиме смислата на прекрасните зборови на Спасителот за тоа дека секој што оди по него и го слуша гласот негов го наследува вечниот живот. И нека даде Бог сите ние според нашите заслуги, туку по милоста Божја и по верата наша да се удостоиме за тој вечен живот заедно со оние кои пострадале за правдата, кои пострадале за татковината, кои живеат кои животот свој го положиле за својот ближен. За нас татковината е светиња, драги браќа и сестри македонци. Оваа татковина не е ниту најразвиена земја, ниту најбогата, а не е ниту најперспективна, но таа е сепак наша. Нашите мајки може да бидат универзитетски професори или неписмени селанки, но сепак тие се наши мајки. Тешко мене ако паднам толку ниско и да се срамам од мојата мајка, да се откажам од неа, да ја мамам. Мојата мајка е моја светиња. Таа ме родила мене и јас не би можел да живеам без неа. И оваа наша татковина е наша мајка, затоа не можеме и не смееме ниту да се срамиме од неа, ниту да се откажеме од неа, ниту да ја запоставиме. Туку постои само еден став, а тоа е да ја сакаме својата земја како својата мајка. Нашата татковина е со име и со презиме Република Македонија. Како што може да се види од оваа перцепција за татковината, секој себично центриран интерес е исклучен. Тие кои што се избрани на ова чело, на оваа заедница, битно е да сватат, а и ние со нив дека имаме само една цел, а таа да им помогнеме на сите заедно и на секој поединец одделно да гладат општо добро. Дозволете ми да ви кажам дека и ние како Македонска православна црква, Охридска архиепископија, секогаш ќе ја сакаме нашата татковина и секогаш ќе сметаме на сите вас. Секогаш ќе има љубов во срцето на таа наша татковина. Сметате на нас, секогаш ќе бидеме со нашите молитви и со вистина ќе се стремиме да го постигнеме на општото добро за сите луѓе во нашата татковина Македонија. Да ни е вечна, вековите и слободна нашата мила мајка Република Македонија. Да сте ни здрави, живи и од Бога благословени и да даде Господ кога третиот пат повторно ќе се сретнеме, ќе се видиме, ќе имаме резултати во одбраната на нашата мила мајка Република Македонија. Амин. Здрави, живи и од Бога благословени, да живее Република Македонија. Да живее. Живее за секогаш. Ќе си го ставите свеќите, после тоа нека си догорат надвор. За Македонија да сте здрави и живи. Поглед, ќе го ставите после. Да сте ми здрави и живи од Бога благословени за Македонија. Да сте ми здрави и живи од Бога благословени. Да сте ми здрави и живи од Бога благословени. Да сте ми здрави и живи од Бога благословени. Здрави и живи да сте ми Бога благословени. Дай Боже да е така. Дай Боже да е така, да сте ми здрави и живи од Бога благословени. Здрави и живи да сте ми. Здрави и живи од Бога благословени.
budete zdravi i živi. Zdravi i živi. Da ste zdravi i živi. Da ste zdravi i živi od Boga blagosloveni. 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 Zdravi i živi od Boga blagosloveni. Zdravi i živi da ste mi. Zdravi i živi od Boga blagosloveni. Zdravi i živi od Boga blagosloveni. Zdravi i živi da ste mi od Boga blagosloveni. Ideš u Makedoniju izvinjavati 23. pravimo glavnica crkve, koliko se plaše Makedonije. Ja sam u Makedoniji crkve, prošli za srce Njemačke. Da ste mi zdravi i živi od Boga blagosloveni. Da ste mi zdravi i živi od Boga blagosloveni.